new rap, and I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything, fuck little boys. That's not bad, that's Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good God, dip, do a little slide, bend down, touch. А сега шутраци ни заедни, а? Колко пъти ще ви рекол да не играте топка тук около фичето? Ретровизорът кой ще ми го плати, бе? Сега ще видите. Ако, бе, ако. Ке те видам како ќе возиш та дупната коме. Ке те чуе. Што беш? Дечки, без секирација. Знам нова игра. Што се облекох како циркузант, бе? Или ќе игравме фудбал? И секој добар адвокат треба да се мисли и на представителност. Представи што? Представата не се вика телелиз. Абе, дечки, нели вие ми рековте дека треба да се реши спорот со нашиот сосед Владо? Инако мене ми е гајда дали сум представителен кога играм фудбал. А што ти се тие шипки, да не мислиш да го тепаме? Напротив, драги мои пријатели. Филип, ајде молам, немој така вештачки да ми зборуваш. Драг Сотир, те молам немој да пристапуваш кон тупење, бидејќи јас го вежбам сопствениот речник, а тоа е несилното оружје на секој адвокат. Ајде молам, не почнувате вие двајца, ама кажи зашто се шипки без да тапиш. Овие шипки се за играта Челик, која според некои извори се играла и на дворот на Александар Македонски. Челика? А како се игра? Ево да ви покажам. И така кој најдалеку дофрли е победник. Да јас да пробам. Кај сте, бе, дечки? Кај си, бе, Куки? 3 сати те чекам, ајде Челик да играме. Па нели фудбал ќе играте? Да, тоа беше наша желба исто така, но представникот сосед ни ја дупна топката. Страм да му. Играјте вие, јас ќе одам да викнам Деспина. Како не му е досадно со Деспина? Ај ти не моти многу. Оди види да не сум таму. Не бе, не. Оди види до кај ќе дофрла. Добра, иди он. Деспина! Деспина! Еј, Куки, чекај, еве, веднаш ке слизам долу. Важи те чекам. Еве го во Лавјов. Чичко и на Деспина. Не се простирај. Што? Не биди прост. Добар ден, господине научник. Всичко наум, всичко наум. Ајде бе, уđe, скисна као суде и јас сакам да фрлам некој Челик. Еј, го видов чичко ти наум. Знам и него како удрен за шит. Деспина, немој така зборува за чичкото. Тој е гениалец, научник.
Каму среќа јас да имав некој таков роден. Да имаше, ке ти го забораваше роден ден. Абе, Пине, откаде знаеш? Може измислил нешто најгенијално баш во тој момент. Може сите пари ги дал за тој пронедок, па немај пари да ти купи подарок. Не ми е мене за подарокот, мене ми е тоа што тој секој роден ден доаѓаше и ми кажуваше по некој детски експеримент. Како оној се невидливото мастило ти текнува? Ми текнува. Еј, еве го доаѓа на кај нас, трча. Среќен роденден, принцезо. Да си ме здрава и жива. Извини што вчера не можех да дојдам. Знаеш, ми се заглави машината за перење. А во неја ми беа панталони, а во панталоните подарокот само да видам. Еве го. Уште еднаш да си здрава и жива и среќна. Шифрата е 22. Земи го и Коки да ти помогне. Благодарам, чичка Наум. А зашто да ја помогнам? За подарокот? Добро. После ќе дојдам и ќе ви објаснам. Значи, што запишев да видам? Пресметав дека во модул авто му треба најмалку 15 метра. Да. И никому ни збор за ова што се договориме, така? Ајде. Еве го овој Филип, пак ќе ми рече господине научник, наместо чичко Наум. Ајде, отидов јас. Добар ден, господине научник. Госпогичата Јана, вашите записи ми ги предаде мене и ме задолжи да ви ги предадам вас. Ти благодарам, ама што рековме? Чичко Наум, така? Чичко Наум, нека пукне, ајде. Едната двојка мора да е нека втора врата, бидејќи клjuč. Ама другата двојка што е? И другата двојка е врата. Можно е. Мора да е нека подрумска врата. Клjučот е стар. Втор подрумот, втор влез. Генијалка се да пукне. Ама ајде те молам објасни ми што ке му е на едно девојче подрум. Од кај знаеш што ќе најдеме таму? Може ќе има 100 кукли. Ајде да одиме. Ете ти сега, па ти видиш што значи да имаш чичко научник. Ми подари буриња за роден ден. Чичко ти е цар. Ти вели сама да си го најдеш подарокот. Јас најпрво ја погледнав во овој ковчег. Само повели, јас не мислам да си го извалкам фустанчето од тетка Фрост. Ела бе, помогни. Дами и господа! Вие гледате во шампионот на шампионите во челик. Најдобриот челикаш во Македонија од времето на Александар Македонски па навам. Сутка, ајде ако сакаш побрзај, многу сум гладен. И судиите се настрпливи. Сите чека шампионот да победи. Ајде да, ман, удри веќе еднаш. Добро бе. О! Ова мораше се случи за да го решиме спорот со нашиот сосед Владо. Нема потреба од бегање, дури сами ќе го викнеме. А сепак да се одиме, господин адвокат. Не. Владо! Владо! Така нема да излезе. Викни вол и побрзај, многу сум гладен. Волу Владо! Што е бе, телиња? Што сакате? Господине Владо, моравме да ве наречеме вол за да пристапите кон излегување. Како што можете да видите, ние ви го скршивме стаклата на автомобилот. На тоа е бидејќи вие не ни давате да играме со топка, тоа е фудбал. Ние го разбираме вашиот неталент за економија, бидејќи вас поевтино ви се фати со ретровизорот, мислам кога ние игравме со топка, отколку сега со челиков кога вас ве фаќа поскапо. Затоа... Не, Душо, не. Сега чуете па магарија едни, малетоваш! Ве фаќа можете баго! Нека веќе одиме сега. Ама јас живеам во неговиот влез. Трчајте мене, море не се ќе навара по дома. А да се откриеме во онаа зграда во подруг. Пазар на мене.
Вистина, ке можам ли со ова да го отворам? Ти реко? Што ми рече? Изгледа не викане. Коки, заклучуваме под интензивно. Мислиш подихно. Како и да е, само заклучуваме од оној Влада Волан живи ке на удара. Чекайте го, луѓе, што е работата? Го скршив стаклото од колата. Тоа е лошо. Леле, колку кукли. Ајде да ги дигнеме куклите и да видиме што има под нив. Куки, ајте молам пред да правиме нешто, оди види овој намкјорон, дали си отиден. Зашто тебе не те мрази. Сега сме готови. Чичко ми е без гајле. Аха, сте се собрале. Нели рековме да се чува во тајна, а? Ние се криеме, Чичко нам. Така, мајката Чичко Наум, а не господине научник, та господине научник. Слушај, не сте направиле вие некоја белја? Оној Владо се шеташе низ мало бесен како рис. Си отиде? Си отиде и ја тресна домашната врата за отприлика 120 децибели посилно од со закон дозволената граница. Многу ти благодарам за подарокот, најбав и во светот. И ти си најдобар Чичко во светот. Чичко како Чичко. Ако сакаш да го расипеш човека, почни да го фалиш. Коки Вашко, дојди да ми помогнеш да го тргнеме најлона. Ракета, вистинска ракета. Раб Робил. Чичко, ти си најгениалецот од сите гениалци. Значи, Раб Робил, скратено од ракета, брод и автомобил. Раб Робил. Супер, ке патуваме на Марс. На Марс, што барате таму, со Раб Робил се оди на одредена цел. Дојдете да ви покажам. Значи, рабротерот или компјутерот е програмиран така што сам ви одредува мисијата. Вие само треба да го втиснете датумот на поаѓање. Потоа одите за оној параван што се вика ММГ или микро-макро гардероба. Овде? Да, таму. А за што служи ММГ? Па за да ве облече во соодветна гардероба. За мисијата. Добро, не мора тоа да го знаете, се до тоа го пресметува рабротерот. А зашто служи овој ковчег? Тоа се вика МК, како кратенка за Македонија. Ама значи материализирачки ковчег. Например, одите во мисија на Северен пол. И ви требаат ски. И МК, оп, ќе ви ги направи, ќе ви ги материализира. Значи ќе имаме мисија на Северниот пол. Каков Северен пол, какви поларни лисици. Ќе шетате само во Македонија. Чичко Наум, па Македонија е мала. За многу брзо време ќе ја поминеме. Мала, како мала, бе, деца. Да, јас не ви кажав дека ќе шетате и низ просторот и низ времето. Тогаш ќе видиш колку е голема. Вака чиниш на карта мала, ама знаете колку тајни крие. Чичо Наум, и ние сакаме Македонија, ама сакаме да прошетаме и на други места. Море, Деспинче, не може. Така е програмиран компјутерот. Овде треба да ја најдете убавината. Да ги исправите грешките на историјата. Во тоа се состојат мисиите. А добро, Чичко Наум, еве да речеме ако се случи да сме надвора до рабробилот на терен и не знаеме што да правиме. Ќе ви дадам раброфон. Ќе ми се јавите на шифра 2723, ќе кажете тин-три-мин-три и јас ќе се појавам. Зашто се што има во рабротерот, има и во мојот компјутер во лабораторијата. Супер. А кога ќе одиме на мисија? Чичо, ако треба се ова да е тајно? Најтајно, никој жив не треба да знае. Па добро, а на што вози рабробилот? На бензин, на... Само знаете, парите што ги имам, ми се потребни да купам нова лабораторија. Па ништо не правиме. Да бараме спонзори. Никој нема да ни даде бензин. Ке заработиме. Како? Ке даваме представи. Многу умно. Супер идеја. А може ли уште едно прашање, Чичко Наум? Повеле, Коки. Може ли да земеме уште и други деца? Бидејќи еднаш вие рековте повеќе глави се помни од една.
Сега, ако имате некој што знае да чува тајна, земете го. А може ли да го запавам рабробилот? Да видам како работи? А не, тоа ќе го правиме само во неделите. Зашто тогаш цел ден е ефтина струјата. Зошто? Зашто тогаш сите ги пуштаат машините за перење, а Мара од трети цел ден брчи со правосмукалката. Нема да не сетат. Одлично. Дестина, утре ќе ги спечатиме билетите и ќе го отвориме театарчето. Договорено. Ајде сега, сите по дома.